Добар ден на сите. Добре дојдовте на денешниот трет јавен состанок за 2024 година. Покрај реализираните активности на агенцијата за последниот, односно третиот квартал оваа година, состанокот ќе бидат презентирани наводите од анализата на пазарот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2023 година, како и родовата застапеност во собственичката и во кадровската структура на радиодифузерите. По завршување на презентациите ќе биде отворена панел дискусија на која ќе можете да поставувате прашања кои што се од ваш интерес. Изминатите 3 месеци агенцијата реализираше повеќе програмски и административни надзори врз радиодифузерите согласно годишните планови за оваа година, а дел од надзорите се во тек. Врз сите радиодифузери беше извршен редовен административен надзор во врска со исполнувањето на врската за обезбедување јавност во работењето, при кои што не беа констатирани прекршувања. Редовни програмски административни надзори за повеќе законски обврски се спроведени врз 5 национални радија и 5 регионални радија. Прекршувањето беше констатирано само кај радиото Зона М1, поради емитување на доброволно пријавениот процент македонска музика на дневно ниво во периодот од 6 часот до полноќ. По добиената представка од физички лица извршени се 2 вонредни програмски надзори. Едната представка се однесуваше на серијалот Приказната за Севда, емитува на телевизија Сител, за која надзорот покажа дека нема прекршување на правилата за заштита на малолетните лица. Втората представка се однесуваше на одредени телевизии кои не се одветно го применувале графичкиот приказ за предувачка сигнализација, што со увидот во програмата на телевизиите беше потврдено. Агенцијата испрати допис до сите медиуми со потсетување за правилна примена на предувачката сигнализација. За наудите од двата надзори беа известени подносителите на представките. Реализирани се и 8 вонреден и 1 контролен надзор за исполнување на минималните кадровски услови. Врз операторите на јавни електронски комуникацијски мрежи извршени 46 програмски надзори. При надзорите е констатирано прекршување само кај операторот Комбо 2003 поради реемитување на нерегистрирани програмски пакети. Извршен еден вонреден административен надзор врз издавачот на печатениот медиум Портнет, Антич Медија, кој покажа дека е исполнета врската за објавување на импресум. Советот на агенцијата заради констатирање и почитување на законските одредби донесе 4 јавни опомени за радиодифузери, од кои 3 за ТВ Гура и 1 за Радио Про ФМ. Донесено едно решение за јавно опоменување и за исклучување на реемитување на програмски сервис на операторот Комбо 2003, поради реемитување на програмски сервиси кои што не се регистрирани во агенцијата. Донесени се и 3 одлуки за одземање на дозволата за телевизиско емитување, за Радио Балкан, заради неплаќање на годишниот надомест за дозволата, за Радио Про ФМ, заради недоставување податоци за собственичка структура, одговорниот уредник, изворите на финансирање, приходи, расходи и просечната слушаност за 2023 година, и за телевизија Канал Виз заради неплаќање на годишниот надомест за дозволата и неисполнување на минималните кадровски услови. Во меѓувреме, телевизија Виз изврши уплата на надоместото за дозволата и ги исполни минималните кадровски услови, пошто Советот на агенцијата ја поништи одлуката за одземање на дозволата за телевизиско емитување. Од страна на Советот на агенцијата се донесени 2 одлуки за одбивање на барањето за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за радио и телевизиско емитување. Едното барање се за објавување на јавен конкурс за непрофитно радио на регионално ниво на подрачјето на град Скопје, а е одбиено врз основа на известувањето од Агенцијата за електронски комуникации дека за сервисната зона град Скопје нема можност за определување на нова фреквенцијска доделба. Второто барање за објавување на јавен конкурс за доделување на дозвола на национално ниво преку дигитален терестријален мултиплекс беше одбиено врз основа на студијата за утврдување на оправданост за објавување јавен конкурс, чии наводи покажаа дека не постои оправданост да се објави јавен конкурс за доделување дозвола за телевизиско емитување на државно ниво за програмски сервиси со претежно забавен општ формат,
претежно информативен општ формат и општ формат во кој се застапени трите видови на програми, односно трите видови на медиумски функции. Врз основа на доставеното барање од заинтересирана страна за отворање непрофитно радио, кој ќе емитува програма на подрачјето на Неготино, беше изработена студија за утврдување на оправданоста за објавување на јавен конкурс за доделување на дозвола за радиоемитување на ова подрачје, која покажа дека постои оправдано за објавување на јавен конкурс. Изминатиот квартал представници на агенцијата учествуваа во повеќе меѓународни активности, меѓу кои на 21-та пленарна средба на ЕРГА во Брисел, Кралство Белгија, на регионалните работилници за партнерска подршка, усогласување на регулаторните практики за стабилен медиумски екосистем во Република Македонија, на онлайн работилници платформата за споделување видеа и регулаторите во организација на ЕРГА и на онлайн работилницата организирана од подгрупа 1 на ЕРГА, посветена на обезбедување пристапност на аудиовизуалните медиумски услуги за лицата со сетилна попреченост. Агенцијата во јули до Министерството за дигитална трансформација испрати коментари и дополнувања на доставениот скрининг извештај на Европската комисија за кластер 3 за поглавје 10, како и ажуриран придонес за годишниот извештај на Европската комисија за земја. До Министерството за правда се доставени за забелешки коментари на нацрт извештајот за владење на правото за 2024 година и на предлог заклучоците на Европската комисија за 18-тиот подкомитет за правда, слобода и безбедност. Во рамките на твининг проектот за јакнување на капацитета на Агенцијата за аудиовизуални медиумски услуги на јавниот сервис беа одржани две работилници, едната за правилата за користење вештачка интелигенција во работата, а втората за заштита на малолетници. Во тек и студиска посета во Сојузна Република Германија, за време на која вработените од агенцијата ќе имаат состаноци со представници на германското регулаторно тело и институции од аудиовизуалната сфера. Изминатиот квартал беше изработена анализата на структурата на вработените во аудиовизуалната медиумска индустрија во 2023 година. Донесени се две одлуки со кои се одобри промена на собственичката структура на телевизија Алца-Тем и на локалната радиостаница Радио Кавадарци. Издадени се вкупно 50 потврди за регистрација на програмски пакети. До имателите на правата е доставено едно известување врз основа на извршен програмски надзор, каде агенцијата утврдила дека операторот на јавна електронска комуникацијска мрежа бесправно реемитува програмски сервис кој што не е регистриран во агенцијата. Штудами присутни во продолжение ќе бидат презентирани наводите од анализата на пазарот за аудиовизуални медиумски услуги за 2023 година и податоците за родовата застапеност во собственичката и кадровската структура на радиодифузерите. Презентациите ќе бидат од страна на колешките Катерина Доневска и Марина Трајкова, како и колегата Виктор Стојанов. Повелете. Добар ден на сите. Во 2023 година вкупните приходи во индустријата изнесувале 2 милиарди и 458 милиони денари, а вкупните трошоци 2 милиарди и 708 милиони денари. Резултатот од работењето на сите субјекти на пазарот бил загуба во износ од 261 милион денари, и тоа загубата на јавниот сервис изнесувала 132, а на комерцијалните телевизии 140 милиони денари. Само комерцијалните радио оствариле добивка која изнесувала 10 милиони денари. Во споредба со претходната година, вкупните приходи биле пониски за 2,23%. Вкупните приходи на македонската радиотелевизија изнесувале 1 милиарда денари, што е за речиси 10% помалку во однос на претходната година. Трендот на влошување на финансиската состојба на јавниот сервис може јасно да се види од првата слика на овој слайд, каде се представени вкупните приходи од 2012 година наваму.
Во овој 10-годишен период пониски приходи отколку во 2023 година, а МРТ остварила само во 2018, 2019 и во 2021 година. Најголем дел од приходите на јавниот сервис, поточно 97%, биле од државниот буџет. И тоа 67% биле средства за финансирање на радиодифузната дејност и 30% средства за програмски и техничко-технолошки развој на македонската радиотелевизија. И оваа година, како и во претходните 5, владата не му ги префрли на јавниот сервис предвидените средства. Наместо 1 милијарда и 140 милиони денари на сметката на МРТ биле префрлени само 670,50 милиони денари, што е за 470 милиони денари помалку. Во последните 6 години македонската радиотелевизија од државниот буџет добила речиси 3 милијарди денари помалку, отколку што е предвидено со Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Токму ова, во финансискиот извештај на МРТ за минатата година е посочено како причина која што доведува до потешкоти во работењето и до остварување негативен финансиски резултат. Од рекламирање македонската радиотелевизија остварила само 12 милиони денари. Скупните средства што ги потрошила изнесувале 1 милијарда и 132 милиони денари. Најголем дел од нив биле трошоци за вработените, 46%, а 35% биле трошоците за програмски права. Резултатот од работењето бил загуба од 132 милиони денари, а просечниот број на вработени изнесувал 661 лице. Тереstriјалните телевизии на државно ниво заедно оствариле 1 милијарда и 107 милиони денари. 43% од приходите на овој пазар ги остварила телевизија Сител, која во секоја од последните 6 години остварувала значително повисоки приходи отколку останатите 4 телевизии. Најголемо учество во структурата на приходите на тереstriјалните телевизии на државно ниво имале приходите кои што биле остварени од продажба на времето за рекламирање. Во 2023 година од реклами биле остварени 955 милиони денари, што е за 4,7% помалку во однос на претходната година, но се уште помалку отколку во предпандемиската 2019 година. Гледано по телевизии, повисоки приходи од реклами споредено со претходната година оствариле само Сител и Алфа. Сител остварувала најмногу приходи по овој основ во секоја од последните 6 години. На второто место секоја година била Канал 5, а на третото место Алфа Тем. Трошоците на овие 5 телевизии изнесувале 1 милијарда и 103 милиони денари. Од нив 391 милион биле потрошени за плати и други надоместоци на вработените лица, а 326 милиони биле трошоци за набавка на програмски содржини. Само Сител потрошила повеќе за набавка на содржини отколку за плати за вработените, додека пак кој останатите телевизии ситуацијата била обратна. Заедничкиот резултат од работењето на 5 телевизии бил загуба во износ од 7,81 милион денари, што се должи на високата загуба на телевизија Телма. Останатите 4 телевизии оствариле добитка. Просечниот број на вработени лица во редовен работен однос во овие 5 телевизии изнесувал 588 лица. Телевизиите што емитуваат на државно ниво преку неограничен ресурс заедно оствариле приходи во износ од 92 милиони денари, односно 14% помалку отколку во 2022 година. Трошоците кои тие ги направиле биле повеќе од двојно повисоки во однос на приходите и изнесувале речиси 205 милиони денари. Повисоки приходи во однос на претходната година остварила само телевизија Шења. Највисоки скупни приходи остварила компани 21М, а околу 3 милиони денари помалку успела да оствари 24 Вести. Заедничките приходи на овие две телевизии представуваат 76% од скупните приходи остварени на овој пазар. Од реклами телевизиите оствариле 81 милион денари и тие се пониски за 10% во однос на приходите од реклами во 2022 година. Доколку се споредат само приходите од комерцијално рекламирање, без приходите остварени од платено политичко рекламирање кои што биле остварувани во текот на годината за време на одржаните избори,
Тогаш приходите од реклами во 2023 година се пониски и од оние во предпандемиските 2018 и 2019 година. Од вкупните трошоци на овие телевизии, 55% биле заплати за вработените. За набавка на програма биле потрошени 12 милиони денари, од кои речиси половина ги направила 24 вести. Резултатот од работењето на 6 телевизии бил загуба од 112 милиони денари и ова е најлош финансиски резултат во последните 6 години. Добивка, но незначителен износ, остварила само ТВ-шења. Приходите кои ги оствариле регионалните телевизии изнесувале 58 милиони денари, а трошоците кои ги направиле изнесувале 72 милиони денари. Телевизиите во Д1 Скопје оствариле највисоки приходи, што е и очекувано со оглед на тоа дека овој регион има најголем економски потенцијал, односно најголем број на активни деловни субјекти кои што може да се јават како потенцијални огласувачи. Гледано по телевизии, највисоки приходи остварила Тера, а по значајни износи прикажале Ера, Канал Вис и Стар. Најголем дел од приходите биле остварени од продажба на времето за рекламирање, 31 милион денари. Половина од овие приходи ги оствариле само 2 телевизии, Ера и Стар. Добивка од работењето оствариле 7 телевизии, а 8 работеле со загуба. Заедничкиот финансиски резултат бил загуба од 14 милиони денари. Во периодот од последните 6 години, регионалните телевизии работеле со добивка само во 2021 година. Локалните телевизии оствариле 15, а потрошиле 20 милиони денари. Највисоки приходи имала ТВ Плюс од Куманово, а најниски ТВ Спектра од Струга. Од реклами биле остварени 82% од вкупните приходи или во апсолутен износ тоа се 12,38 милиони денари. Заедничкиот финансиски резултат од работењето на овие телевизии бил загуба од 5 милиони денари. Радиостаниците на државно ниво оствариле 86,50 милиони денари, 21% повеќе од колку во 2022 година. Зголемувањето се должи најмногу на зголемените приходи од рекламирање и тоа за речиси 8 милиони денари. Најмногу приходи од реклами остварила Антена 5. За оваа радиостаница и за Радио Јон рекламирањето бил единствен извор на приходи. Во 2023 година сите 4 радија оствариле добивка. Регионалните радиостаници оствариле речиси 58 милиони денари. 43% од овој износ го оствариле само 2 радиостаници, Бубамара и Спортското радио. Само 6 радија оствариле повеќе приходи од колку во 2022 година. 81% од вкупните приходи биле од продажба на времето за рекламирање. Најмногу приходи од реклами во износ од 9,78 милиони денари остварила радиостаницата Бубамара. 7 радиостаници ја завршиле годината со добивка, а 7 прикажале загуба. Заедничкиот резултат од работењето пак на сите радиостаници бил добивка од 1 милион денари. Локалните радиостаници оствариле 41 милион денари, а потрошиле 43 милиони денари. За 17 радиостаници рекламирањето било единствен, а за останатите, освен за една, тоа бил главен извор на приходи. Од трошоците пак најголем дел биле заплати на вработените. Локалните радија во 2023 година оствариле незначителна добивка од само 0,29 милиони денари, а просечниот број на вработени во редовен работен однос изнесувал 70 лица. Тоа беа накратко наодите од анализата на пазарот, со која што добивме увид во економското работење на радиодифузерите во 2023 година. А сега колегите Марина Трајкова и Виктор Стојанов ќе представат состојбата кај телевизиите и радијата во однос на кадровската и собственичката структура. Ви благодарам за вниманието. Здраво и од мене. Јас ќе го покријам делот за родовата структура во собствеништвото кај телевизиите и радијата од 2020 до 2023 година.
Почнувајќи од 2012 година, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги еднаш годишно изготвува анализи за застапеноста на родовите прашања во медиумите и за начинот на кој што се представени мажите и жените во програмските концепти и содржини на радиодифузерите за кои Агенцијата е надлежна. Ова обврска на регулаторното тело произлегува Законот за еднакви можности на жените и мажите од 2012 година. Освен ова, почнувајќи од 2010 година, АВМУ на годишно ниво обезбедува податоци и за родовата структура на вработените во телевизиите и радијата, а од 2012 година и за собственичката структура кај нив. Во 2021 година беше објавена публикацијата Родот во телевизиите и радијата, кој ги носи, кој ги спроведува одлуките, која беше прва од ваков вид, а во која беа фатани податоци за родовата застапеност во собственоста на телевизиите и радијата за 2019 година, како и податоците за родовата застапеност кај вработените во радиодифузерите од 2012 до 2018 година. Ова анализа која што денес ја презентираме содржи податоци за родовата структура на собственоста на телевизиите и радијата од 2020 до 2023 година, како и за родовата структура кај вработените во радиодифузерите од 2019 до 2022 година. Приметувате дека има разлика во периодите кои што се анализирани, таа произлегува од таму што радиодифузерите се должни да известат Агенцијата за секоја промена во собственичката структура, односно податоците во регистрите се редовно најнови, а од друга страна, секоја тековна година тие ги доставуваат податоците за вработените од претходната година. Почнувајќи од 2020 година, како што можеме да видиме, имало вкупно 114 радиодифузери, од кои биле 45 телевизии и 69 радија. Тие биле во собственост на 111 физички лица, од кои што 82 биле мажи и 29 жени и на 23 правни лица. 76 радиодифузери биле во целосна собственост на мажи, 23 во целосна собственост на жени, 11 биле во собственост и на мажи и на жени. Во 2021 година бројот на радиодифузери се намалил за 4, поточно имало 44 телевизии и 66 радија. Бројот пак на физички лица се намалил за 7, сега имало 78 мажи и 26 жени. Бројот на правни лица се намалил за 2. Оваа година во целосна собственост на мажи била 74 радиодифузери, во собственост на жени 22, а кај 10 радиодифузери собственоста била поделена помеѓу мажи и жени. Во 2022 година бројот на радиодифузери се намалил уште за 3, односно имало 43 телевизии и 64 радија, кои пак биле во собственост на 101 физичко лице, поточно на 77 мажи, 24 жени и на 20 правни лица. Намалување имало и кај радиодифузерите во собственост на жени, кои што сега биле 20, како и кај радиодифузерите во собственост на мажи и жени, кои што оваа година биле 9. Конечно, во 2023 година имало 11 радиодифузери помалку отколку периодот со кој што почнува оваа анализа, поточно имало 40 телевизии и 63 радија, кои пак биле во собственост на 97 физички лица, од кои 74 мажи и 23 жени и на 19 правни лица. Радиодифузерите во собственост на мажи биле намалени за 3 во споредба со 2022 година, а радиодифузерите во собственост на жени за 1. Сега преоѓаме на родовата структура во собственоста кај телевизиите. Во 2020 година имало вкупно 45 телевизии, кои што пак биле во собственост на 12 правни и 39 физички лица, од кои 32 биле мажи и 7 жени. Од сите овие телевизии, 34 биле во целосна собственост на мажи, поточно во 26 мажите биле директни собственици, а во 8 тие биле собственици на правните лица кои што ги поседувале медиумите. Само 2 телевизии биле во собственост на жени, тие биле се јавувале како директни собственички. Во останатите 9 телевизии, собственоста била поделена помеѓу мажи и жени, и тоа во 4 телевизии како директни собственици и собственички, а во 5 телевизии како собственици и собственички на правните лица кои што ги поседувале медиумите.
Во 2021 година имало една телевизија помалку, а бројот на физички лица собственици на телевизии се намалил за 2. Всушност имало намалување во една телевизија, која што била во собственост на мажи и на жени, и телевизиите кои што биле во собственост на мажи и на жени сега биле 8, поточно телевизиите во кои мажите и жените биле директни собственици и собственички се намалил за 3 во споредба со претходната година. Во 2022 година бројот на телевизии се намалил за 1 и се намалил и бројот на правни лица собственици на телевизиите, кои што сега биле 11. Промена имало и во телевизиите во собственост на мажи и на жени, кои оваа година биле 7, поточно намалувањето било во однос на една телевизија во собственост на правно лице, која пак било во собственост на маж и на жена и таа ја изгубила дозволата за емитување. Во 2023 година имало вкупно 40 телевизии, кои што биле во собственост на 10 правни и 34 физички лица, од кои што 28 биле мажи и 6 жени. Тоа значи дека во периодот од 2020 до 2023 година бројот на телевизии во земјата се намалил за 5, бројот на правни лица собственици на овие телевизии за 2, а бројот на физички лица за 5. Бројот на телевизии во собственост на мажи, споредено со претходната година, опаднал за 3, а во другите категории на собственоста оваа година немало измени. Сега проѓаме на родовата структура во собственоста кај радијата во земјата. Значи, во 2020 година имало вкупно 69 радија, кои што биле во собственост на 11 правни и 72 физички лица, од кои што 50 биле мажи и 22 жени. Вкупно 42 радија биле во собственост на мажи, поточно во 38 радија мажите биле директни собственици, а во 4 радија мажите биле крајни собственици на правните лица во чија собственост биле медиумите. 21 радио било во целосна собственост на жени, од кои што во 19 жените биле директни собственички, а во 2 биле крајни собственички на правните лица. 2 радија биле во собственост на мажи и на жени, и тоа како директни собственици и собственички, а 4 радија биле во собственост на непрофитни правни лица. Во 2021 година бројот на радија во земјата се намалил за 3, а со тоа се намалил и бројот на правни лица, сега биле 9, и на физички лица, собственици на медиумите, кои сега биле 67, поточно 47 мажи и 20 жени. Се намалил и бројот на радија кои што биле во собственост на мажи, и сега биле 40, поточно радијата во кои мажите биле директни собственици се намалил за 2. Промени имало и во радијата кои биле во директна собственост на жени, од 19 во 2020 година и на 18 во 2021 година. Во 2022 година бројот на радија повторно се намалил и тоа за 2, па ги имало вкупно 64. Се намалил и бројот на физички лица, во чија собственост биле медиумите, сега ги имало 64, од кои што 46 биле мажи и 18 жени. Во текот на годината се случувале и разни промени во собственичката структура, па бројот на радија кои биле во директна собственост на мажи се зголемил за 1, сега биле вкупно 37, додека бројот на радија каде мажите биле крајни собственици на правните лица се намалил на 3. Имало промени и во радијата во собственост на жени, кои сега биле вкупно 18, поточно во 17 радија тие биле директни собственички, а во едно радио биле крајни собственички на правните лица. Конечно, стигнавме до 2023 година, во која што имало вкупно 63 радија, што значи дека во периодот од почетокот на анализата, односно 2020 година до 2023 година, нивниот број се намалил за 6. Бројот на физички лица, собственици на медиумите, се намалил за 1 во споредба со 2022 година, па сега биле 63, од кои што 46 биле мажи, а 17 жени. Со промените повторно во собственичката структура, имало вкупно 40 радија во собственост на мажи, од кои што во 36 тие биле директни собственици, а во 4 биле крајни собственици на правните лица. Се намалил бројот на радија во собственост на жени, сега биле вкупно 17, поточно во 16 тие биле директни собственички, а во едно радио тие биле крајни собственички на правните лица. Во текот на анализираните години немало промени во бројот на радија кои биле во собственост на жени и на мажи,
како директни собственици и собственичи, како и на радијата кои била во собственост на непрофитни правни лица. Тужно заклучокот од сите овие податоци е дека мажите биле далеку позастапени од жените во поглед на собственост на радиодифузерите во сите анализирани години, а со тоа и жените имале помалку можност да влијаат врз уредувачките политики. Сега му ја препуштам презентацијата на колегата Виктор, кој што ќе зборува за родовата структура кај вработените. Добро. Добар ден и од мене. Јас ќе се обидам накратко да ви ги презентирам податоците од анализата на родовата структура на вработените во радијата и телевизиите. Се обидов да направам презентација која што нема да биде преобременета со бројки, бидејќи анализата ќе биде објавена на веб страната на агенцијата и ќе можете сите податоци детално за сите национални, регионални и локални радио и телевизии, како и за јавниот сервис, да ја видите на нашата веб страна, а подоцна ќе биде отпечатена. Значи вака, во овој дел од анализата се обработени податоците за периодот од 2019 до 2022 година, кои агенцијата ги добива секоја година од радиодифузерите за структурата на вработените во телевизиите и радијата. Претходната анализа на вработените го опфаќаше периодот од 2012 до 2018 година. Како што можете да видите на првиот графикон, во 2019 година во целата индустрија имало вкупно 2601 вработен, што представува и најголем број на вработени во анализираниот период. За споредба, крајот од 2018 година, вкупниот број на вработени во индустријата изнесувал 2750, при што во текот на 2019 година бројот на вработените во МРТ се намалил за 43 лица, а кај комерцијалните телевизии за 114 лица. За разлика од нив, комерцијалните радија прикажале поголем број на вработени и тоа за 8 лица. Во 2020 година во целата индустрија имало 2587 вработени, бројот на вработени се намалил кај МРТ за 35 и кај комерцијалните радија за 9 лица, додека кај комерцијалните телевизии било забележано зголемување за 30 лица. Големен тренд на опаѓање на вкупниот број на вработени во целата индустрија е забележан во 2021 година, а трендот се засилил и во 2022 година и се одразил на сите категории вработени. Во 2022 година евидентирани се 212 помалку вработени во споредба со 2021 година. Овој податок оди во корелација со периодот кој опфаќа ковид кризата, како и економската криза која што следеше по тоа, поради војните во светот, која што не ја избегне македонската економија. Мажите биле побројни од жените во сите анализирани години, со просечна разлика на годишно ниво од 481 лица. Единствен исклучок од оваа состојба е бројот на жените во локалните радија во 2022 година, кога биле побројни од мажите за 10. На раководните функции традиционално бројот на мажи е поголем од тој на жени. Во анализираниот период просечната годишна разлика изнесува 47. Исклучоци од оваа состојба се бројот на управителки директорки во националните радија во 2019 година и кај јавниот радиодифузен сервис во 2021 и во 2022 година. Традиционално новинарките секогаш се побројни од новинарите со просечна годишна разлика од 150. Новинарите биле побројни само во локалните телевизии во 2019 и 2020 година, како и на ниво на националните радија во 2019 година. Техничкиот кадар е традиционално машка категорија,
Во неа мажите биле побројани од жените без исклучоци во анализираните години со просечна годишна разлика од 197 лица. Во реализаторскиот кадар овие разлики биле поголеми, изнесува 424 лица во корист на мажите, жените биле малку побројни само во локалните радија во сите анализирани години. Состојбата во маркетинг секторите била подинамична, жените предничеле во поголемиот дел од годините, но мажите биле побројни во локалните телевизии во 2020 година, во сите анализирани години кај регионалните телевизии, а во локалните радија во 2022 година биле изедначени. Може да се забележи од графиконот дека тука разликите во анализираниот период се минорни кога ќе се спореди со другите категории на вработено. Во поглед на преостанатиот кадар, пак мажите и жените наизменично го преземале водството во секоја наредна година. И разликите помеѓу нив во анализираниот период се незначителни. Во поглед на високата стручна спрема во целата индустрија на годишно ниво, жените просечно биле побројни од мажите за 62 лица. Најголемите исклучоци од оваа состојба може да се лоцираат кај телевизиите. Кај сите телевизии во 2019 и 2020 година, кај националните телевизии во сите анализирани години, кај регионалните телевизии во 2020 и 2021 година и кај локалните телевизии во 2019, 2020 и 2021 година. Кај радијата мажите биле побројни само на регионално ниво во сите анализирани години. Во поглед на средната стручна спрема, мажите биле побројни од жените со просечна разлика на годишно ниво од 514 лица, без исклучоци. Редовниот работен однос е показател за одредена социјална и финансиска сигурност на вработените. Во оваа категорија мажите биле редовно побројни од жените, а просечната разлика на годишно ниво изнесувала 433 лица. Единствен исклучок е состојбата во Македонското радио во 2021 и 2022 година. Мажите биле побројни во поглед на хонорарниот ангажман со просечна годишна разлика од 54. Жените биле побројни на ниво на националните телевизии во 2021 година, кај сите радија во земјата во 2019 година, како и кај локалните радија во сите анализирани години. И во минатата анализа, која што го опаќаше периодот од 2012 до 2018 година и во ова од 2019 до 2022 година, нема големи разлики во тоа кој во однос на родовата структура на раководните функции во телевизиите и на радијата. Мажите го имаат приматот. Исто така, кај новинарите и новинарките нема голема разлика, жените доминантно ги имаат тие позиции. Оваа анализа беше изработена главно кон крајот на 2023 година. Агенцијата ќе продолжи со родови анализи, како на програмата, така и на структурата на вработените и на собствеништвото во радијата и телевизиите. Ви благодарам. Благодарам. Споделивме со вас доста интересни податоци, уште по-детални информации имате на нашата веб страница, кај што се објавени овие две анализи односно истражување. Сега доаѓаме до делот на дискусија. Сите кои што се заинтересирани за изнесување на своји ставови или поднесување на прашања од темите за кои што дискутиравме денес или од ваш интерес, повелете, можете да поставите прашања. Само ќе ве замолам заради записникот што го водиме, иако најголемиот дел се знаеме, да се представувате пред поставувањето на прашањата. Првото прашање го имам јас, Иле Петревски од телевизија 24. Спомнавте околу
лиценцата за, односно, како се рече тоа, огласот за националната за студијата. Моето прашање е сега зошто АВМ не дозволува слобода на пазарот, според кој закон правите ограничување колку медиуми може да работат на мултиплекс, ако се знае дека А1 веќе се изјасни дека има место за уште една телевизија. Зашто се носи цело време една ваква одлука и прашањето ми е која правил студијата, дали повторно надворешна фирма или внатрешна од страна на АВМ ја правила анализата? Ќе одговорам последното прашање, че сега ја правевме со страна на вработените од секторот за стратешко планирање. По согласно законот за аудиовизуелни медиумски услуги, во оној дел каде што имаме технички ограничувања, односно во овој случај користење на фреквенции на мултиплексот со кој што оперира А1, должност е на агенцијата да направи изработи студија со која што се утврдува потребата за тоа дали треба да биде објавен или не треба да биде објавен конкурс за доделување на нови дозволи. Македонската јавност знае дека бројот на медиуми во Македонија е многу голем и е несвојствен во однос кога се спореди со големината на пазарот било каде во светот. Анализите и економската оправданост покажуваат дека во овој момент, не во овој момент, него и во иднина, нема да има потреба од доделување на нови дозволи. Со тој формат, кој што беше поднесена иницијативата односно барањето на наведениот медиум. Ставовите на публиката се дека недостасуваат телевизии со специализирани формати кои што би нуделе програми како што се документарни, спортски, филмски, музички и така натаму. Согласно законот за аудиовизуелни медиумски услуги, обврска уште еднаш повторуваме на агенцијата да направи студија и како ќе покаже резултатите од таа студија, така постапува агенцијата. Бидејќи А1 има место за уште една телевизија, а таа програма која што ја наведовте вие, телевизија 24 ја има, публиката тоа го знае и ја следи. Тоа што го реколте дека недостасува телевизија со тоа што го наведовте вие. Како сега се прави, кои ќе бидат подобни, кои нема и зашто нема простор за 24 да зрачи така? Значи, прво, вие работите во тој медиум, а не знаете каква дозвола имате. Значи, ви имате дозвола сега во моментот, мислите дека имате топ забавен формат и барањето беше повторно такво. Значи, за таква телевизија, каква што е поднесено барање од менеджментот на вашата телевизија, анализите не само ова, него последните 10 години покажуваат дека нема простор, бидејќи сите 5 тереstriјални телевизии имаат таков формат, општ забавен формат. Така да вашата телевизија нема таков формат како што вие кажувате. Значи треба прво да знаете во каква телевизија работите и каков формат има. Не, ја знам во каков формат, во каква телевизија работам со каков формат, меѓутоа како можат тие телевизии да имаат таа дозвола ако имаат исти услови како што има 24, а 24 да не може да дојде. Исти услови не го разбирам. Какви се тие исти услови? Сите услови кои што се потребни за национален медиум, ги исполнуваме ние. Ги исполнува, значи национален медиум и вие сте национален медиум, само емитувате програма преку сателит. А они се национален медиум, емитуваат програма преку дигитален тереstriјален мултиплекс. Значи не исполнувате, никаде не може да исполнувате исти услови, че ти имаат согласно правилникот различен број на вработени и така натаму и така. Значи не исполнувате исти услови. Кога би добиле дозвола, тогаш би требало да ќе морате да ги исполните условите. Значи прва работа, постојано правите прилози на вашата телевизија, дезинформирате јавноста дека агенцијата не и дава дозвола на телевизија 24, што е класична дезинформација и злоупотреба на медиумот, бидејќи вие не сте обично трговско друштво, туку имате јавна одговорност. Вие сте телевизија, вие сте медиум, вие сте трговско друштво кое што има посебна функција во општеството и затоа сте добиле дозвола да емитувате програма преку сателит. Агенцијата и да сака, не може да му додели дозвола на телевизија 24 вести, туку треба да распише јавен конкурс и на тој јавен конкурс да избере најдобрата понуда. Ние не знаеме кој ќе се јави на тој јавен конкурс и ниту знаеме дали понудата што ќе ја даде 24 вести ќе биде најдобра. Затоа би ве замолил, бидејќи ние повеќе пати праќаме реакција, меѓутоа вие барате реакција од нас ден после како ќе го емитувате
прилогот и на тој начин ја замајуваате јавноста дека некој ви ускратува некакво право. Законот кажува дека ограничен ресурс не се доделува слободно, мора да биде изработена предходно студија. За да ме разберете уште подобро, Македонија има фреквенција да има 17 мобилни оператори, ама нема. Нема таква земја во светот. Обично се 3 или 4, инаку државата може да додели дозволи, меѓутоа секоја се прави анализа на пазарот и врз база на таа анализа се врши доделување на дозволите. Така да, никој не ви забранува да работите, имате дозвола, мислам, од 2008 или 2009 година, разликата е тоа што вие емитувате преку сателит, а граѓаните може да следат вашата програма секако преку сите кабелски оператори, исто како и програмите на овие 5 телевизии кои што имаат исто национална дозвола, а емитуваат преку операторот А1. Инако операторот А1 нема само една слободна дозвола, фреквенција може да емитува, мислам, дека и повеќе од една. Но за тоа треба да има економска оправданост. И сега сака да ми кажете дека мислењето на граѓаните е дека нема потреба од повеќе такви телевизии на мултиплекс, така? Не. Току? Не ме следевте што ви зборувам. А не ме следите што ви добна, че ви имате текст пред вас и само ги повторувате прашањата. Барањето на граѓаните е да има телевизии со специализиран формат, на кој што ќе има програма од документарна програма, образовна, филмска, спортска и така натаму. Барањето на тоа имаме ние. Мислам, не можам да навлегувам во дискусија, дека очигледно не ги разбирате работите, сега ние треба, вие што имате? Таква програма? А немате таква програма, во тоа е проблемот. Затоа ви реков, вие не знаете во каква телевизија работите. Отворете го веб-сајтот на агенцијата, има подзаконски акти, ќе видите што значи специализирана програма со спортски канал. Ја не знам дека сте вие Арена, Спорт клуб или како се вика Евроспорт. Тоа значи специализирана спортска телевизија. Филмска специализирана програма значи нешто друго, така? Музичка значи нешто трето. Јас не знам дека ТВ24 е музичка телевизија или спортска програма има, или дека има документарна програма. Значи, затоа ви кажувам, треба подобро да се информирате пред да поставувате прашање. Обелете. Дали има уште некоја прашање, не можам да... Ви благодарам за присуството.